Добро дојдовте повторно на каналот кај Big Picture Crypto и денеска ќе зборуваме за некои новости кои се случува во претходниот период, а ќе споделиме и некои чартови да видиме до каде се наоѓаме. И додека Фед продолжува да зборува за инфлаторни тарифи и неголемата грешка што е прави мнозинството мисли дека Фед таргетира 2% од CPI, односно тоа не е точно, бидејќи тие таргетираат 2% од PCE. Моменталниот PCE е 2,3% во мај, што значи дека имаме уште многу додека тоа да се намали, а PCE е во надолен тренд во 3 од последните 5 месеци и кога всушност тоа се случило во 2020 година имавме мала рецесија, пред тоа големата финансиска криза. И што можеме да кажеме за инфлацијата? Инфлацијата изгледа во даунтренд, односно може да се придвижи се до тука и повторно да продолжи надоле. Така да воопшто не гледам проблем да се врати инфлацијата до овие бројки, бидејќи имаме даунтренд кој што би повторно би продолжил надоле. Сакам да ви покажам еден индикатор кој мислам дека е многу добар, а кој се нарекува SEMRUL индикатор, каде што секогаш кога сме се наоѓале над 55 поени од овој индикатор, секогаш настапувала рецесија. Тоа можеме да го погледнеме тука. Во 1974 година огромен раст на овој индекс и повторно рецесија. Ајде да видиме поблизок период кога се случуваше тоа, огромната криза 2007-2008, огромен раст на овој индекс и повторно рецесија. Мал напредок на овој индикатор во 2020 година кога настапи корона кризата и повторно се спусти надоле. Така да моментално овој индикатор е на дојде до 57 и повторно се спусти, што значи дека веќе сме во алармантна фаза и доколку ова продолжи надоле, тоа ќе биде многу добро, но доколку продолжи нагоре, не очекува рецесија. Еден интересен индикатор, тоа се соларните циклуси, па да видиме какво влијание имаат соларните циклуси врз финансиските маркети. Тоа може да го видиме во претходните години. Пример, 2020 година имавме криза од корона, овој индекс веќе почнал во 2016 да паѓа, односно да ни наговестува дека следува финансиска криза или некаква криза во светот. Пред тоа имавме 2007-2008 година, после 2002 и 2003 година овој индекс почнал да паѓа и го имаме дното во 2007-2008 година кога всушност имаме финансиска криза. Така да останеме да видиме што имаме проектирано во следниот период. Имаме секако, ова е на макро ниво, на поголем број години и ова е всушност проектираниот индекс. Останува да видиме што од ова ќе се исполни. И уште еден индикатор, CPPI, кој што се наоѓа на 75. Денеска овај индикатор е микс од повеќе индикатори и секогаш кога сме на врвот, тука имаме раст до 90, односно до 100%, тука повторно до 100 и тука до 97, што значи дека сме многу блиску до врвот моментално. И доколку поставиме 3 тренд линии кои што ги практикуваме, можеме да погледнеме што се случува. 3 blow off top и враќање на цената надоле. Исто така тука може да забележиме
blow off top i сега моментално би можеле ова да го земеме, овие две линии да биде првата, ова би била втората линија и моментално се наоѓаме на втората линија, каде што постојано имаме одбивање и веројатно тој blow off top агл би го имале тука некаде, така да останува да видиме. Алткоин сезоната уште не настапила, бидејќи како што можеме да видиме сега сме во летниот период, алткоин сезоната стагнира, односно е на многу ниско ниво и немаме движење на алткоините. Тоа може да го има во претходните години, каде се наоѓаме јуни, јули, август, сме околу оваа линија. Повторно претходната година јуни, јули, август сме на оваа линија. Мај, јули, август тука имаме мала алткоин сезона. Повторно јуни, јули, август 2021 година пат. Така да следниот период би требал да биде добар за овие алткоини и како што го формираме овој тренд тука, моментално можеби се наоѓаме во вториот бран од петиот макробран. Идеме 1, 2, 3, 4, 5, каде што се сече претходната тренд линија, која што е измерена од првиот бран тука. Така да останува да видиме што ќе се случи во следниот период. А доколку сакате да не ги гледате оние фитили од светите и да не ве бунат, слободно можете да си го практикувате и овој чарт, каде што јасно се гледа дека имаме пробивање. Ова може да биде и фейкаут пробивање. Мора да видиме каде ќе заврши денешната свеќа дневна. Ќе покажем и подоцна на чартот. И би сакал да ви презентирам уште еден индикатор. Тоа е NUPL. Моментално NUPL се наоѓаме во фазата верување, после која што следи еуфорија, односно алчноста, каде што всушност би требало да се продава, многу луѓе ќе купуваат на новите врвови на биткоин. Така да останува да видиме и моментално за следниот состанок, моменталната состојба е дека всушност повторно нема да имаме зголемување на каматните стапки, но ова се менува на дневно ниво, така да ќе го следиме овој индикатор и во следните периоди. А сега да погледнеме дел од чартовите, тука ќе го направиме на дневен период. Моментално можеме да видиме дека пробивме низ оваа тренд линија, што значи дека движењето би било нагорно и мора да видиме што ќе се случи денеска, бидејќи денешната свеќа е многу битна, бидејќи имаме пробив и доколку ова свеќа затвори испод оваа тренд линија, би можеле да очекуваме повторно пат. Доколку затвори тука, можеме да очекуваме зголемување и доколку биде ова фейк брекаут, би можеле да очекуваме 2-3 свеќи само да се изгради таа конфирмација и повторно да проложи надоле. Тоа го очекувам бидејќи сме во средината на циклусот од 60 денови за биткоин. Може да имаме некој си фейкаут надоле и повторно да продолжиме во овој опсек тука, пред да пробиеме нагоре, да имаме формирање на дневното дно на биткоин и од тука да продолжиме нагоре. Но останува да видиме, се дока сме спод оваа тренд линија, имаме можност да ги достигнеме овие бројки сега за сега. А да видиме каде се наоѓа Етериум. Етериум е во добра состојба. Имаме 1, 2, 3, 4, 5. Петиот е left translated, како што можеме да видиме.
врвот е на левата страна, имаме breakout, односно пробив тука и продолжуваме се до следниот base cycle, каде што би може би било добра можност за купување тука. Останува да видиме што ќе се случи во следните денови, кога ќе се формира и дали ќе се формира овој дневниот циклус. А златото, моментално кај златото сме во втората фаза од следниот неделен циклус. Претходниот го завршивме со корекција, ABC корекција, може погледнеме, пробив тука и повторно враќање назад на цената, изнетот А, само момент, ќе покажеме А, Б, С корекција, извонредна ABC корекција, пробивање на претходниот А бран, каде што и Елиот ни го покажува тоа. Тоа е огромна потврда за дека овој пат е вистински и ќе имаме повторно придржување на овој, дека е тоа само одредена корекција. Да го погледнем сега S&P 500, нови врвови. Го формиравме ова дно тука. Ќе имаме еден, сега го формираме вториот дневен циклус од овој неделен циклус. Би требало да се случи тука некаде. А ова ни покажува дека би имале продолжување на цената нагоре на овој индекс. А сега би сакал да ве поканам на настанот кој што се организира во Михен на 6.9.2025 година заедно со CryptoGameAG, јас и Александар. Бидете присутни за да се дружиме и да научиме некои нови работи. И секако да ве поканам да се субскрибнете на мојот канал и слободно споделете го материјалот доколку мислите дека на некој ќе му помогне. Тоа е тоа од мене за денес. Се гледаме во следното видео. Поздрави и чао чао. Crypto crazy, it's a digital game. Lost my wallet and forgot my name. Up and down like a kangaroo. Who knew my money could just vanish too? Mining dreams with a pickaxe app. Electric bill gave my